Гоблините и невидливата боја. Топол ден во земјата на играчките, а матко и ѓаволко се жедни. Леле, колку е жешко денес. Баш би можел да одам да си купам една студена крем сода. Дали сакаш и за тебе, матко? Ако сакаме да си купиме сода, треба да најдеме парички. Но од каде, ѓаволко? Познат ми е тој звук. Пари! Леле, ова се сите пари што сум ги заработил оваа недла. Тоа е доказ колку ми се намалил бизнисот. Никогаш нема да ги земеме овие пари. Господин Искра е препаметен да падне толку лесно на нашите трикови. Имам идеја. Супер идеја. Веруе ми, тоа е голема волшебна мајлија. Ти гарантирам дека ќе ти донесе повеќе работа отколку што воопшто може да замислиш. Не, благодарам. Јас сум доволно паметен да не паѓам лесно на вашите трикови, а? Ти реков. Дозволи ми да ја оставам со тебе мајлијата. Ако не ти тргне и не успееш да разабориш парички, нема да ми должиш ништо. А ако те послужи среќата, ќе ни платиш половина од сите пари што си ги заработил. А? Договорено? Доколку е тоа начинот да заминете од мојава гаража, во тој случај, договорено. Ке се вратиме повторно да не колку ти напреднал бизнисот. Наскоро парите ќе почнат масовно да пристигаат. Се што треба ние да сториме е да одиме до дома и по малку боја. Како може ова конзерва со боја да ни помогне да дојдеме до пари? Наблюдувај внимателно. Невидлива е. Да, токму така. Оваа невидлива боја е токму она што нам ни е потребно. Еве го Ноди доаѓа. Јас сум многу внимателно момче. Знам дека автомобилот не е играчка и јас не возам брзо и на тој начин... О, не. Јас бев толку внимателен. Како можев да удрам во нешто? Не можам ништо да видам. Погледни го ова. Подобро веднаш да одам кај господин Искра. Сега можеме да си ги добиеме нашите парички од господин Искра. Се е поправено, Ноди. Ти благодарам. Еве, 1, 2, 3, 4 парички. Па како оди бизнисот? Тешко е да се поверува, но почна да оди подобро. Вашата Амелија навистина действува. Еве го вашиот дел. Една половина од она што јас го заработив. Сега сваќам како ќе заработиме. Не заборавај на нашиот меѓусебен договор, бидејќи очекуваме да имаш уште повеќе работа. Јас сум многу внимателен. Јас знам дека автомобилот не е играчка. Јас нема да возам брзо, и на тој начин нема да...
Пак ли? Јас бев толку внимателен. Како можев да удрам во нешто? Не можам ништо да забележам. Уште парички за нас. Благодарам повторно. Јас сум многу внимателен. Знам дека автомобилот не е играчка. Јас не возам брзо и на тој начин нема да удрам. Не, не и не. Ова не е можно. Морам да престанам со пеење на оваа песничка. Секогаш кога го правам тоа, удирам некаде. Прости ми, автомобилче. Повторно ќе те однесам на поправка. Дјаволко ми испрати по парите. Празно. Матко, донеси ја назад кантичката и земи уште од бојата. Зошто јас ги вршам тешките работи? Секогаш јас работам, а ѓаволкот супер си поминува. Сега ми дојде и мене редот да фарбам нешто невидливо. Автомобилче, ајде да си одиме дома за да не удриме пак на нешто. Нозете, кај ми се нозете? Си ги загубив нозете. Така значи, Ноди не е единствениот што имал собраќајни незгоди, а? Мојата гаража е полна со скршени велосипеди и хаварисани автомобили. Помош, помош. Господин Тромавко, погледнете, ги изгубив нозете. Мене не ми изгледа дека ти недостасува твоите колена и дека станале невидливи. Навистина чудни работи почнаа да се случуваат. Мора да сум гений што ми текнал еден ваков трик, матко. А ако не открие господин Тромавко? Тромавко, тој е премногу тапоглав да свати дека ние користиме невидливи бои како причина за овие незгоди. Ти самиот гледаш, господине Искра, те користеле да дојдат до него да ночени пари. Жалам што може да помислам дека оваа мајлија овде вистински функционира. Нема да ти биде толку жал, колку што ќе им биде жал на овие гоблини кога ќе ги натрам да објаснат се. Јас ја најдов кантата за ѓубре. Ја најдов клупата од паркот. Јас си ги најдов нозете.